Ова е време на карневали во Германија, најголемата економска сила во Европа, и покрај високиот број на новоинфицирани од COVID. Wir sind alle geimpft und ich denke, wir müssen jetzt einfach weitermachen und probiere es jetzt einfach. Mal schauen, was passiert. Чувството на релаксација беше доминантно за европските економии. До пред само една недела проекциите изгледаа оптимистички. Кварталниот раст во еврозоната беше повисок и од Соединетите Американски држави и Кина. Но ковидот се врати. Германија, Австрија, Холандија, Бугарија и Романија се меѓу земјите кои воведуваат делумни рестрикции. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Die Zahlen sind ja sicherlich nicht gerade schön. Aber die Börse sagt, es wird nicht so schlimm werden wie in der Vergangenheit. Also diese massiven Lockdowns, wo die Wirtschaft komplett runtergefahren wird, wo dann massive Schulden gemacht worden sind, das wird man nicht machen. Aus der einfachen Überlegung, welchen Sinn macht denn das Impfen, wenn man trotzdem in den Lockdown muss? Европската Унија одвои пакет од 819 милиарди долари за санирање на последиците од ковидот. Но глобалните проблеми со транспортот, високите цени на енергијата влијаат врз европската економија. Страда, на пример, германската автомобилска индустрија. Es gibt eine historisch einmalige Knappheit. Der Halbleitermangel hat dafür gesorgt, dass Hunderttausende Autos nicht fertiggestellt werden können. Инфлацијата влијае и врз потрошувачката, а централните банки мора да ги зголемуваат каматните стапки. Европа се надева дека вакцинирањето ќе спречи натамошно ширење на ковидот и ќе бидат избегнати нови затворања. А со наближувањето на божичните празници, дека ќе се зголеми и потрошувачката. Меѓутоа, проблемите со транспортот и снабдувањето можат да доведат и до тоа да нема се што ќе посакате под елката.